Едва го чекав да ви кажам искрено ова интервју и последниот период редакцијски договаравме, конструиравме кој ќе биде датумот кога можеби финалето, барем кога станува збор за на своја некоја медиумска турнија на почитуваниот професор доктор Златко Јаковски ќе биде во Телма телевизија и денешниот датум 7. Денес имаме многу интересно нумеролошки гледано 7 и 2023 се седмици сме. Како и да е. Се нарекува вели Сагармата или Чомолунгма, всушност на високиот врв на светот или точка, Монт Еверест, и професорот доктор Златко Јаковски е инаку официјално шестиот македонец кој успеа да го искачи врвот и да се врати назад во Македонија. Тој ќе каже авантура, голема животна лекција, не се не сомневав, исцелување, соочување со самиот себе. Веројатно тоа е најголемата интроспекција која што може да доживеете, со сите емоции на куп кои што сте ги имале како еден багаж дотогаш, и вели ќе ја раскаже оваа животна авантура, барем и некои работи кои што можеби успеавте да не ги фатите на неговите медиумски прикажувања или неговите всушност медиумски, пак ќе кажам, излегување изминатиот период. Денес имате прилика ве тоа да го сторите на Телма телевизија. Доктор Златко, добро ми дојдовте. Се обидувам тука да најдам нешто, вели. Ја раскажувате животната авантура. Монт Еверест траеше месец и половина со минус 8 килограми, а плюс бескрайна позитивна енергија. И покрај целото патешествие, кои што нели различни искуства кои што знаат да ги споделат луѓето широм светот, кои што ја освоја на некој начин или искачија на високата точка на светот, на планетата Земја, вие сепак оптимизмот до крај ве служеше. Добро утро и од мене на гледачите. Ова се што кажавте, така како што е, значи јас го имам изјавено. Едноставно да се искачите на врвот на светот не е мала работа и за да го остварите тоа навистина следи голема инвестиција во време, во самодисциплина, во спорт, во финансии, заради тоа што тоа е проект кој што трае со години, значи тоа не е сега ми техники се кача на Еверест. Долгогодишен проект. Долгогодишен проект. Прво вие треба да си направите еден сетап на телото и на организма, да видите доколку може вашиот организам да издржи едни такви потешкоти, екстремни услови и постепено, чекор по чекор, вие да напредувате како и за се во животот, нели во секоја една професија така и во било кој спорт. Не може одма да постигнете голем успех, иако сте и најталентиран, да кажам, секој ден треба да работите, да го доусовршите тоа што го имате како природен капацитет. Дисциплина, трпение, конзистентност, консеквентност и веројатно тоа е една мала убава успешна формула за на крајот да се стигне некако по скалилата на успехот. Значи секој дневен фокус на тоа што сакате да постигнете. Знаете дека вистина ме правите горд, а во тој период кога се објави веста, обелодени веста, нели националниот медиум ве пречекот на аеродром беше навистина ќе споделите. Неочекувано можеби за вас, меѓутоа верувајте ми дека секој еден во тој момент, не македонец, секој еден кој што можеби ја споделивте вашата приказна, ја успеа да ја обсервира и баш така дека кога да ја впие се најде во чевлите ваши. Исто како и досега сите кои што имаат прилика да го искачат Монт Еверест. Неочекувано, меѓутоа, вистина, мислам дека убаво беше тоа да се направи некако триумфално, вашиот пречек токму по искачувањето на Монт Еверест. Да, значи, кога ме пречека на аеродром, тоа беше навистина неочекувано за мене, заради тоа што разговара со моите деца. Као, тато, ќе дојдеме, ќе те земеме со пријателите од клубот и така натака, и никој не ми најави дека такво нешто може да се случи. И кога излегов од царинска контрола, тука беа пријателите од планинарскиот клуб, од телевизија, како една голема делегација од судска медицина, нормално моите најблиски. И беше така еден, да кажам, полуубав шок, зашто не беше неочекувано, плюс тоа тогаш бев уште и физички и психички несреден со една огромна коса на мене, знаете, 2 месеци во нехумани услови живеете, ослабен со измрзнатини на лицето и така натака. Но, добро, можеби така се и дочарува вистинската ситуација, ништо се сум поминал за тој период. Апсолутно, неважно во сиот тој момент на вашиот голем предизвик. Вака ќе започнам. Се сеќавам пред година и половина, 2 можеби, во време на екот на пандемија, гледав многу добар серијал на Netflix, One Strange Rock, кој што реферира една чудна планета или еден чуден камен кој што реферира нели на планетата Земја.
И обично имаше во целиот тој серијал познати група астронаути кои што ги кажуваат своите искуства, нели, како поминале голем дел од својот живот во орбитата, нели? Повеќе од, не знам, од сигурно 200-300 денови кои што ги имале. И никогаш нема да заборавам на изјавата на познатиот канадски астронаут Крис Хетфилд, можеби сте го запознали, тој меѓу другото беше и астронаутот кој што испиша историјата, станувајќи првиот канаѓанец кој што раководеше всушност со меѓународната вселенска станица во експедицијата позната како 35, и тој во овие серијали кажува дека повеќе од 166 дена минал, нели, во орбитата во вселенската станица, и дека и да сакате, да не сакате, без разлика каква и да биде вашата положба на свесност, во тој момент светогледот вам ви се менува. И сега ќе ми дозволите само да споделам, вели тој самиот. Погледнете нагоре, може да го видите најголемиот подвиг на човечката сработка кој орбитира 254 мили над земјата, како командант на експедиција 35, вели на некој начин ја разбрав тешкотијата на културните бариери во тимска работа, животот, смртната потреба од учење, да се комуницира преку тие поделби. И вели, во тој момент овие прашања ми дојдоа. Како се однесувате кон вашиот сопружник или вашите деца, вашите пријатели? Како се однесувате еден со друг? Се губи секоја нишка и дефиниција на фиктивниот и лажен елитизам, некаков чуден национализам, патриотизам, се запрашувате за лажниот морал, идеали, системи, хиерархија, кои што според скалилото на успехот таму сте некако горе, и сето тоа паѓа во вода. Сето тоа исчезнува за миг и однаш вие сте всушност вистинскиот јас. Сите тие работи ви изгледаат сосема јасни, но вие сте израснати во една специфична култура, таму доле на таа планета Земја, која всушност не ја споделува никој друг. Во тој момент, тој додека бил во своето вселенско летало, сите овие, да речеме, нели, негови нејасноти исчезнуваат и сваќа дека се што имаме е планетата Земја. Така е. Што вам ви се случи во моментот кога се најдовте на врвот на планетата Земја? Дали тие бариери и светот гледот вам ви се смени, иако ова ви е пето искачување од вкупното 7 најголеми на 7 самити, да. самити? Значи, тоа што го има кажано астронаутот, неговото вселенско летало, мене вселенското летало ми беше мојот шатор. Значи, прво, секој човек треба да научи дека ако сака да постигне некаков успех, мора да функционира како тим. Значи, сам човек не може ништо да направи, се говорам за повисоки достигнувања. Така да сите лични успеси на некој што е во било која област, вклучително и во спорт, се тимска работа. Сега, например, ќе земам најголемиот тенисер Новак Џоковиќ, но за него работа стотици луѓе во позадина. Така. Од нутриционисти, физиотерапевти, Цел јога тим. мајстори и така натака. Значи, има цел тим што работи за него. Така и во нашиот спорт. Значи, прво, за да почнам јас да се занимавам со високогорство, јас морав да ги научам тие чекори од кого, пак од тимот, од нашите учители, од нашите ментори, па понатаму да напредувам полека, и сите тие тренинзи што ги правев да стигнам до таму беа заедно со мојот тим. Така да, ние си се поддржувавме на сите тие припремни тури, и сега јас ги поддржувам моите колеги кои што очекувам да одат за скоро време на тие високи врвови. Втора работа е што вие таму сте изолирани, навистина имате време да се посветите сам на себе, и при тоа ќе сватите дека многу едноставни работи го прават животот. Значи, не параме некој голем гламур, нешто за да си ги задоволиме своите потреби. И таму луѓето што живеат навистина се такви. Значи, тие се едноставни и живеат и заработуваат онолку колку што им треба. Значи, не бараат повеќе, си седат тука. И на тој начин функционираат и сите се весели, среќни, здрави, ве поздравуваат. Не постои кај нив дефиниција на мегаломанија. Не постои Така? дефиниција на мегаломанија. Будисти се, значи можеби религијата им влијае на тоа. Духовноста е кај нив можеби есенцијата, да. И на тој начин вие уствари сваќате дека за да живеете не ви треба многу, едноставно ви треба една смиреност, едноставност и практичност во животот. Друга работа е што навистина кога вие ќе почнете да се борите сам со себе, у суштина сите тие негативни работи што ги слушате мора да ги надминете. Еве сега дека седев тука од нели емисии во позадина на кероните, Со екстремните 90% од вестите беа лоши вести. Значи, еве дека седев тука не слушав ни една убава вест од затвори, апсења, војна и така натака.
И секогаш прво лошите вести стигнуваат до вас, добрите вести ретко кога ќе стигнат. Или ако стигнат се некои глупости. Од типот на некои лични животни ситуации на некои, не знам, инфлуенсери, пејачи и така натака. Така и тука. Значи, вие нема да слушате колку луѓе се искачиле, колку луѓе биле среќни на врвот, туку колку несреќи се случиле, кај удрило лавина, на кој му измрзнале прстите и така натака. И сега сите тие вести што вас ве бомбардираат, вие треба да се изолирате и да не влијаат тие на вас. Значи, тоа не е лесно, тоа е тешко, но јас, бидејќи ова го правам веќе десетина години, сум сватил дека треба да се фокусирам на самиот себе и да си се концентрирам како да стигнам до целта и при тоа да си помогнеш на себе, но и да помогнеш на другите. Заради тоа што, пак ќе кажам, таму не се качуваш сам, туку се качуваш како тим и доколку една карика од тој синџир се наруши, буквално ќе се наруши и целиот тим и целта што сме си ја поставиле. Така да мора да се работи буквално како една целина. Убавото е што таму бевме луѓе од 4 држави, значи од Грција, од Израел и од Австралија. И ние се сплотивме како едно. И си се најдовме по многу работи, од начин на размислување, од музика што заедно си ја слушаме и така натака, стил на живот. И баш ми се допаѓаше тоа што така изградивме еден убав компактен тим и сите четворица се качивме во исто време на врвот. Прекрасно. Дали тоа вистина беа најладните минути во вашиот живот? Па најверојатно да, заради тоа што во тој ден кога у суштина требаше да биде сами ден што се вика добар ден за искачување, временската прогноза беше промашена. И ние кога се искачувавме... И покрај што имате постојана комуникација со операторите, така? Да. Значи, секоја агенција покрај тоа што ги следи овие, да кажам, временски, комерцијални програми софтверски, имаат и платени метеоролози. Но, за жал, потврлиле, или дали, не знам, одеднаш се сменила временската прогноза, не знам. Значи, имавме силен ветар со околу 40-50 километри и од север и од југ, што е навистина чудно. Значи, со една многу ладна температура и замислете си како да се возите во авион, ама да е отворен. При тоа немате седиште. Тоа беше мојата експедиција. Затоа кога говориме сега за последното искачување, така. Да, значи точно говорам за 19 мај кога се искачив од 8000 до врвот и назад. Тоа беше во часови пресметано колку ќе биде тоа? Се искачивме ние од прилика за 9,5 часа до врвот. Таму немавме многу време за да уживаме во убавините на Еверест. Заради тоа што беше преладно, максимум 5 минути мислам дека останавме, имавме време само да направиме некоја фотографија и веднаш ни беше наредено да почнеме со спуштање. Негде околу 16-15 часот, ја мислам, се спушти во камп 4, тоа е на 8000 метри и за среќа мојот GPS на часовникот го измери сето тоа, така да имам, да кажам, некои временски параметри како сум се движел и така натака во тој последен успон. Ако добро разбрав, ви јавуваат дека ќе има лоши временски услови во некој период, иако нели најавено било дека ќе биде соодветно нели за сами дел, односно за денот на искачување, дали во тој момент некаква пречка стоеше, бариера дека воопшто ќе има искачување? Значи, тие временски прогнози се со, да кажам, 7 дена однапред предпоставка. Иако постои променлив интензитет, бидејќи планината диктира своја планината постои со тоа што искуството покажува од изминатите десетици години дека средина на мај е најидеално време за качување на Еверест. И во суштина тогаш сите го темпираат тој период да се искачат, а за да се искачат тогаш треба уште еден месец однапред вие да се аклиматизирате, да. Значи, ние таму стигнавме 6 април, се сеќавам, во Луклас летавме и целата аклиматизација од еден месец траеше за да ние го чекаме тој период на убаво време за да може последните 5-6 дена да го искачиме врвот. Што значат, да речем, аклиматизацијата или чекорите за да се адаптирате и да започнете, бидејќи велите почеток, напрото се месец и половина. Месец и половина, значи тоа е цела една наука.
нашиот организам, зборам сега за ние што живееме во вакви Медитерански континентални услови. медитерански услови, не е навикнат на тие висински разлики, заради тоа што таму има недостаток на кислород, знаете, хипоксија. И како резултат на тоа ние мора да го прилагодиме нашиот организам постепено да ги издржи тие услови. Како се прави тоа? Значи се прави на тој начин што ние не се качуваме одеднаш ден за ден, туку достигнувате одредена точка, подмарате ден-два, па продолжувате понатаму, па се спуштате надолу, заради тоа што кога се спуштите надолу му давате шанса на организмот побрзо да се регенерира, да прими повеќе кислород. Се движиме многу бавно, значи тоа многу бавно е навистина многу бавно. Пред се за да не се замориме, да не дишеме брзо, заради тоа што и преку дишењето се губи течност и да не се потиме многу. И мора да се пијат минимум 3 литра течности на ден. Што е тоа важно, зашто одиме гори и се враќаме назад? Треба да му овозможиме на организмот доволно време да продуцира повеќе еритроцити. Тоа значи во коскената срцена се формираат повеќе еритроцити, за да може тоа малку кислород што го има да го прифати и да го искористи нашиот организам. На свој начин. Да, и ви кажав мора многу течности заради тоа што крвта се згручува, станува густа и вие мора да ја држите во таа течна состојба за да не дојде до згручување на крвта, па да настанат тромбози, смрзнатини, удари мозочни или може да дојде и до пулмонална емболија. Тоа обично го правите како подготовка со шерпасите кои што се таму, Да, тоа си се програми што секоја една агенција си ги следи и ако не ги почитуваш, значи си во голем ризик да си потпишеш смртна казна, така да тоа е лична одлука. Значи сите мора да постапуваат така. Има луѓе што се качуваат и без кислород на овие осумилјаници. Значи има такви... Зарем има луѓе кои што така ризикуваат? Во главном тоа се луѓе што живеат во тие региони. Збориме за непалците сега. За непалците и научно докажува дека тие имаат 5 гени кои што ние ги немаме, кои што им овозможуваат да издржат на тие екстремни услови на хипоксија, односно помала количина на кислород. Има обиди и од Caucasian, да кажам, од бела раса, тоа да го направат. Ретко кој го направил, но е навистина голем ризик и голем предизвик личен, заради тоа што може да дојде до несакана последица. Ова сега кога го спомнуваш е кога го сигурно можеби го погледна доктор Златко, чинам дека беше тоа во серијали 14 Peaks, да. На почитуваниот, или јас ќе кажам бестрашниот непалски планар Нимсдай Пурџа, кој што баш ги кажа овие некои состојби, ако не грешам, дури во серијалот него го ставаат нели еден тест со велосипед и кога велат дека човекот е терминатор невиден, бидејќи тој нели ги искачи 14 врвови највисоки за некои 7 месеци, 6-7 месеци, така беше. И сега ќе ве прашав, меѓу другото ми го наметнавте тоа прашање, дали во момент некаде ви се случи на некоја точка таму, да речеме, на 8.000 метри, да имате благи халуцинации, како што тој знаеше да опише кога му се кине јажето, паѓа, не знам колку метри, тој вели, во тој момент мислам дека готово, животот беше толку за мене, се закотпал можеби нели со тие помагала клинци и нели по некој период тој останал во некаква хибернација и вели чекав само да заминам од овој физички свет, па нели халуцинациите со волците и така натаму. Дали во моментот некаде имавте ситуација со состојба каде што имавте блага халуцинација поради дефицитот од кислород? Да, значи јас до 8600 има еден дел од сртот на Еверест се вика балкон, каде што ни сменија боци за прв пат со кислород, продолживме понатаму. Откако започнавте, тогаш ви се менуваат? Да. Да, тогаш ни сменија, значи до балкон јас се качив буквално без никаков проблем. Мислев дека ќе го искачам као водно. И тогаш го фативме сртот каде што навистина многу дуваше ветер и се чувствував добро, но тогаш почна да зазорува, да изгрева сонце и од тука веќе почнувате вие да ги гледате и телата што починале оваа сезона или минати сезони. Значи таму се останати телата.
и негде на делот на Хилари Степ, кој што е всушност крајот на Уште е една точка. на Еверест, и сега Хилари Степ, тоа не е права линија, туку вие ностоп одите горе-долу, значи имате едно 5-6 искачувања горе-долу за да стигнете до врвот. Јас тука веќе бев буквално издишан, како некој да ме боцнал ко балон и ја да сум се издишал во момент. Значи ја рапидно изгубив енергија и почнав бавно да се движам. Што беше несвојствено заради тоа што бев многу доминантен во групата во која што одевме. И тогаш дојде шерпасот и ми рече you are lack of oxygen, значи немаш кислород, вика ќе ти става. Ми ја смени боцата, малку добив на сила и го искачи врвот. И на спуштање, бидејќи вие веќе сте ја примиле таа хипоксија во тие услови, организмот има одеднаш буст имате или да, како но организмот нема таков капацитет со таа исцрпеност и во тие услови да се регенерира во доволно брзо време, значи вие сте максимално малакса. И тоа што ме прашавте како е чувството да си искачиш на Еверест, значи тоа е единствен врв што јас сум го искачил до сега, каде што моите емоции биле на минимално ниво. Значи на други врвови сум се смејал, сум плачел, ми требало време да се смирам за да направам едно видео за да можам да го публицирам, да не бидам нели смешан. Но овдека бев едноставно исплашен за себе, за дали тоа ќе можам да се спуштам надолу, заради тоа што навистина се чувствувате немоќен на таа една висина, предпоставам заради тие екстремно лоши временски услови, заради тоа што минатата година имале 7 дена сами дей. Значи 7 дена имале добро време. Успех, да, мои пријатели вика, бе Златко, седевме, вика по пола сат, вика на врвот, што овдека беше невозможно да се направи. И додека се спуштав, два пати паднав, точно на Хилари Степ, река сум врзан со карабинер за фиксно јаже. Да, велите дека фиксното јаже два пати ве спасило. Два пати ме спаси и значи ако паднете од таа десна страна на спуштање, тоа е километарски. Хилари Степс, ако не се лажаме, последното можеби, нели како да кажам. Да. И фиксното јаже ве задржува заради тоа што се очекуваат пролизгување, таму паѓа, вие сте тука максимално исцрпен. Што се случи? Се случи повторно на балкони. Шефот ми вика, Златко, пак си без кислород, ми стави уште една боца, но вика, оваа не е доволна ти да издржиш цела ноќ, има околу 20%, но ќе ти издржи до камп. И вика, ќе те оставам сам, дали можеш да се спушти, заради тоа што ја имам работа. А ја не знаев дека еден од нашите пријатели се бори за живот и тој мора да се врати да го спасува. Од групата? Од групата, да. Тој за жал почина и го оставија на балкони. Ја дознав следниот ден. Како почнав да се спуштам по фиксното јаже и се лизнав, пак паднав на грб и ми пукна регулаторот, ми се издиша кислородот. Се едно продолжив надолу, тука нема што да. Бираш веќе, го сретнав и мојот колега Грк, тука си помогнавме, малку и тој беше останат без кислород. И стигнав во кампот и ја останав цела вечер без кислород. Така да јас него 18 часа во таа дед зон бев кислород, среќа се стигнав без последици, значи немам ни физички ни некои ментални последици. Дури следниот ден кога се спуштивме до Лоце камп, тоа е на 7700 метри, тука ми дала кислород и после без проблем се стигнав до камп 2 наредниот ден. Во тој миг кога бевте без кислород се случија можеби некакви халуцинации, нешто како? Да, значи вие во тој миг сте ни на небо ни на земја. Значи функционирате инстинктивно и гледате да ја смирите душата и да не паничите заради тоа што ако влезете во еден таков филм може да си направите лошо за себе. Пак ќе кажам среќа што имам искуство претходно и најверојатно и мојата психофизичка подготвеност, а и мојот карактер и дух ми помогна да остана мирен и да ја надминам таа ситуација. Загубивте само во тој момент можеби енергија на моменти и дали тогаш во некоја ситуација на мисла ви помина што бараш човече овде? Никогаш не си го помислив тоа. Браво. Никогаш не си го помислив. Значи, гледайте, ние планинарите си се знаеме и си се поддржуваме, така да јас додека имав интернет во базен камп, комуницирав со професор Сашко Кедев, знаете, тој е нашиот Меѓу другото сега и тој искачи уште еден планинар кој што има освоено 7-8 милијадници, значи тоа е нешто неверојатно. Секоја чест и представува еден вид и гордост и мотив за сите нас тоа да го направиме. Со Здравко Дејановиќ кој што има искачено 3 8 милијадници, најтешките. И со професор Горас Росоклија,
кој што сега моментално живее во Њујорк, а тој беше дел од експедицијата со Диме Илиевски морето во 1989 година. Од сите нив ми беше кажано дека треба да си го слушам телото и да не застанувам и да не покушавам да заспиам. Заради тоа што таму има некоја сила која што ве тера вие да одморите и ако заспиете Баш ве готово. приземува во цица на Да, тоа се вика бела смрт, така да ќе буквално ќе умрете од хипоксија и ќе нема да може да продолжите понатаму. Еве да, оние вели што го искачуваат Еверест треба да го следат правилото на 2 часа, што значи дека алпинистите треба да стигнат до Монт Еверест до 14, што потоа времето започна да се До 12, не до 14. Да, после тоа времето се менува и голем е ризикот вие да не се спуштите. Така да шерпасите го следат вашиот ритам и гледаат дали вие во доволно брзо време ќе си скачите на врвот или не. Ако гледаат дека ја немате таа кондиција, тогаш ве враќаат назад толку да. Тоа е секако за безбедност и на планинарите и нивна безбедност, заради тоа што и тие се ставаат во една ризична ситуација. Сега следниот предизвик ќе биде шестиот врв, Златко. Па, гледате се, шестиот врв, мене ми остана од Seven Summits, тој проект што ја си го замислив за мене. Уште на Антарктик, значи Винсон ми остана и Карстен пирамид во Индонезија. Винсон е многу голема финансиска инвестиција, така да сега баш после Еверест не сум спремен да го издржам. А во Карстен пирамид во Индонезија е чудно, но е вистинито, има племе на човекојаци. И сега тој врв неколку години е затворен од ризик да не ве фатат и после да ви изедат. Така да ќе почекам малку за овие два врва, но во октомври се враќам повторно на Непал, ќе качувам еден друг овој врв што иде во позадина тука. Можеме да Амадаблам се вика, кој што не е дел од 8.000-ниците, но е символ на алпинизмот во Непал. Тоа е баш Тој зад мене, да, високиот шпиц. Колку изнесува? 6812, но е технички врв. Гледате како. Тоа што би значило? Технички врв. Значи технички врв е каде што вие треба да поседувате покрепланинарски и одредени алпинистички способности да може да го искачите. Заради тоа што се тоа вертикали кои што се на карпа и на снег. И се долги. Меѓу другото, двајца наши планинари го имаат искачено тоа пред 2 години. Ете, така да, ја најверојатно би бил третиот македонец што би го качил Амадаблам. Навистина е еден прекрасен врв и буквално вие кога одите по тој трекинг до Еверест базен камп, ностоп таа планина од десната страна ве гледа и буквално ко магнет ве влече и невозможно да не се вратите и да се обидете да искачите. Ако ве прашам досега од овие 5 самити, врвови, припоставам дека нели знам дека од најрано детство, токму поради тоа што сте родом, чинам нема да погрешам од Гари. Од Гари точно. Родителите, дури вашите баба и дедо биле буквално планинари да речеме во некој свој. Па да, таму живееле, таму живееле, тоа е таква инфраструктура нели географска низ ова наша земја. Претпоставам дека од таму почиња нели можеби вашето заљубување во природата. Во природата. Ако ве прашам од сите досегашни, ве барам досегашни, ајде, не мора да се највисоките врвови, ама и од овие 5 да речеме, која беше најкомплексна инфраструктура? Еверест беше најкомплексна. Поради глечерите, по мене поради најтешка. Ледените езера? Заради тоа што од базен камп до врв вие сте под животен ризик, што не зависи од вас. Например, на Кумбу глечер може да се случи лавина, а често се случуваат лавини и тука вие што ќе правите? Значи нема кенство. Следната фаза е Лоце Фейс, тоа е таа стрнината пред Лоце врвот, каде што се може да се случи. Значи може да се случи да падне исто така ледник, може вие се слизнете, значи буквално таму одите на син мраз. Син мраз се замислете како да газите на заледен мермер. Значи тука ни крампоните не фаќаат и тука целото тело, заради тоа што се качуваме таму со една направа се вика юмар, ви овозможува вие да се влечете и со рацете и со нозете, буквално целото тело го активирате и тоа е многу долго, значи тоа трае 2 дена. И над 8.000 тука веќе е dead zone, нема што да кажам, самите зборови го кажуваат тоа dead zone, каде што всушност и се случуваат најголемиот број на смртни случаи од изнемоштеност, од
оток на мозок, од оток на бели дробови, од смрзнатини и така натака. Срцев удар. Значи, тука говорам за животен ризик од 5300 до 8800. Минатата година бев на Денали, тој е на Ајаска. Тој кажува дека е најстуден врв на светот и е многу захтевен. Од Еверест на моментот? Температурата горе-долу беше иста, но ние на Денали за среќа имавме па добро време, немавме толку големи јаки ветрови, да. Но проблемот таму е што вие со себе влечете голема тежина. Значи ја на Денали со себе влечев 60 килограми. 40 килограми на санка, на себе. И 20 килограми на ранец. Заради тоа што таму нема логистика, нема шерпаси, нема ништо, вие сте тука сам. И со екипата вие сам си правите дом, значи ги носиме тие шатори, храна, посуди за готвење, плин, вецето со вас си го носите, нема праење бења на страна, ѓубрето со вас си го носите, облеката што треба, буквално се со вас носите, го качувате и го симнувате. Така да, од физички аспект, мене потешко ми беше на Денали, заради тоа што поголема физичка исцрпеност имате, но ризикот таму е помал. Значи, не дека нема смртни случаи, има и таму, но за разлика од Еверест, каде што буквално може 90% од вас да не зависи да се случи несреќа, вие може да загинете. Денали е побезбедна планина. А убава е, многу е раскошна, значи такви сцени исто ретко се гледаат. Прекрасно. Колку би сакал уште половина час да разговараме, ама ајде. Летна време. Летна времето, некоја следна прилика. Уште само, можеби не толку важно, ама важно можеби за целата светска нација, за особено ли луѓето кои што, а сите сме дел од таа наша холистичка нишка кон зачувување на природата. Најчесто знаат да кажат дека од луѓето кои што го искачуваат Еверест или другите самити, им е целта да се искачи, да се симне, без при тоа да, нели, да ги забележуваат остатоците од падоците кои што, нели, ги фрламе. Дали наидовте можеби на депонии кои што беа на патот? Да, депонии на патот не можете да видите. Веројатно заради затрупување, ради од снег, од снежност, или? Значи, најдовме буквално на сите тие места каде што се прави одмор, места каде што се одлага отпадот. Дури и може да селектираш, имаше по 2 контейнера. Сега во погорните места каде што имаме вечен снег, тука шерпасите и агенциите се грижат за чистотата на камповите. Каде е проблемот? Проблемот е во камп 4, тоа е на 8000 метри, каде што таму во континуитет дува ветар и за брзо време ги уништува шаторите. И тие се веќе заледени и покриени со нов снег. И суштина, заради тоа, тој камп 4 на 8000 метри смета дека е најголемата депонија на Еверест. Но не знам тоа како би се изчистило едноставно. Мојот шатор, јас кај што бев сместен со колегата од Грција, тој беше уништен. Значи, ние кога влеговме, ја не можев да го најдам шаторот кај се наоѓа. Тотално беше деформиран, дупнат, полн со снег, додека ние се качувавме и се симнавме, направивме некоја импровизација да може да пренокиме и веројатно тој шатор веќе не ни може да се спакува или да се собере и тука останува, така. Подобро е вака лично искуство, бидејќи многу голем дел од екоактивистите велат дека треба да се случи најголемата екоакција на Еверест токму поради отпадокот, бидејќи нели пак ја кажеме, медиумите знаат понекогаш поинако да го прикажат, ама другава. Да. Значи се чисти, навистина посветуваат големо внимание локалните институции и јас лично ја ви кажам, такви депони не видов. Бевме и во еден камп, собравме шатори кои што беа од нас, тоа што беше ѓубре, ние го собравме и го симнавме додолу. Иако не е наша должност, но како љубители на природата, го симнавме долу, но ако не го сторевме тоа заедно, шерпата наш ќе го направеше сам. Златко, не знаете колку ми е драго што успеавте и од вашите работни обврски да скокнете до Телма телевизија, баш да го раскажете искуството. Знам дека периодов секој од нашите медиумски колеги сакаа да ве имаат и да ја споделат приказната, ама се надам дека ќе ви остане во меморијава едно прво гостување во Телма телевизија. Ветете ми дека за следната точка на искачување следната пак сме тука, да.
Ви благодарам уште еднаш. Благодарам. Баш беше добро да се стави човек во вашите чилија. Верувам дека тоа го направија многумина денеска на Телма телевизија. Уште еднаш ќе потсетиме така официјално шестиот македонец сте кој што го искачи Монт Еверест. Па се надевам ќе има и десетици зад мене. Сигурно. Не се ни сомневам, ама секоја чест. Шестиот македонец кој што го искачи Монт Еверест денес на Телма телевизија, нашиот Златко Јакевски.